Во еден објект во Полска, специјалисти од Камбоџа им презентира на Арсени Дијаченко и на неговите колеги од Украинската државна служба за итни случаи како да користат опрема за деминирање. Дијаченко демонстрира како функционира напредниот систем за откривање нагазна мина или алис, произведен во Јапонија. You can see the metal object inside the ground. Можете да го видите металниот предмет внатре во земјата. Мислам дека е противпешадиска експлозивна мина. Кога ќе го погледнете екранот, треба да одредите дали е мина или само парче метал. Напредната опрема за деминирање и поддршка се клучни за Украина. Според проценките на украинската влада, неексплодирани мини кои се резултат на руската војна против Украина може да се најдат на 40% од украинската територија. Во моментов, нашите итни потреби вклучуваат лична заштитна опрема, машини за деминирање и детектори за метал како алис. Камбоџанскиот центар за мини ги обучува украинските сили за деминирање. По сесиите во Камбоџа, групата отпатува во Полска да го финализира тренингот. Заменик директорот на Центарот за акција против мини, Оун Пумбро, објасни дека Камбоџа се справува со нагазни мини и неексплодирани средства кои се резултат на речиси 3 децении војна што заврши кон крајот на 90-тите. Во текот на изминатата деценија, искусните камбоџански инженери работат во бројни земји во Африка и на Блискиот Исток. Украина мора да има експертиза, обука, опрема и поддршка од други земји за да го реши проблемот. Тие ќе имаат многу проблеми по завршувањето на војната. Со оглед на ситуацијата, мислам дека тоа ќе биде голем проблем. И покрај тоа што вообичаено се усогласува со гласањето со Русија и Кина, Камбоџа се придружи на речиси 100 земји членки на Обединетите нации во коспонзирањето на резолуцијата со која се осудува руската инвазија. Камбоџанските специјалисти се вклучени во проектот за деминирање со поддршка од јапонската влада и специјалистите. Инвеститорот на Алис, Мотојуки Сато, рече дека Украина веројатно ќе бара значителен број уреди во наредните години. Дури и по завршувањето на војната, операциите за деминирање ќе мора да продолжат можеби повеќе од 10 години. За да се забрза оваа операција, се надевам дека системот Алис може да придонесе. Обезбедување на безбедноста на земјиштето останува сложен и скап долгорочен потфат. Неколку земји, вклучувајќи ги САД, Германија, Канада и Франција, обезбедија помош за деминирање на Украина. Јапонија оваа година одвои 45 милиони долари за поддршка на иницијативите за деминирање во оваа источно европска земја.